Проблемот околу увозот на јагнешко месо за Великден и Ѓурѓовден во Бугарија влегува во нова фаза и тој во позадина има конкурентска загриженост на бугарските овчари. Сдруженијето на овчари во Бугарија е незадоволно од конкуренцијата на ефтино јагнешко месо од Македонија и се заканува со протести и блокади. Фармерите и трговците најавија дека во Бугарија ќе се продава македонско јагне маскирано како бугарско. Од друга страна, од Бугарската агенција за безбедност на храна тврдат дека увозот е под екстремно зајакната контрола. Невозможни се фалсификати на потекло, бидејќи ако месото е од животно одгледувано во Бугарија има сим печат, ако е од друго потекло е означено со црвено мастило. Стои во образложението на Бугарската агенција за храна и ветеринарство. Според Сдруженијето за овчарство, до сега во Бугарија влегле над 200 тони јагнешко месо од Северна Македонија по цена од 7 евра за килограм. Поради договорот помеѓу ЕУ и Северна Македонија за безцаринска трговија, овде се увезува месо кое е за 30% поевтино од домашното производство, тврди копредседателот на Националната асоциација за овци и кози Симеон Караколев. Месото не влегува директно во Бугарија, туку преку Грција како реекспорт, бидејќи Бугарија нема одобрено точка од Европската унија за увоз на месо од земји надвор од Европската унија за увоз на месо од трети земји. Според европските правила, штом стоката веќе влезе во земја на Европската унија, нема барање за темелни проверки на следната граница, а грците не навлегуваат во истражување. Вели Караколев. Според податоците на Сдруженијето за овчарство, поради ефтиниот увоз од Македонија, минатата година над 20.000 бугарски јагниња останале непродадени и сега ќе се случи истото. Јагнешкото месо во мрежата на продавници варира помеѓу 20 и 29 лева за килограм, односно 10 и 14 евра.